Судот не гарантира брзина, туку непречено судење во процесот во Пулс, пожарот во кој што загинаа 63 лица. Правдата можеби ќе дојде за 5 месеци, можеби за 5 години. Вака судијката Дијана Груевска-Илиевска го почна процесот за еден од најголемите судски случаи, пожарот во дискотеката Пулс. На обвинителна клупа седнаа 3 правни лица и 35 обвинети, меѓу кои собственици, инспектори и поранешни функционери со обвиненија за тешки дела против општата сигурност. Во дигиталната судница во Идризово е колешката Елена Ивановска-Муковска. Елена, на ова судење се гледа како на тест за македонското правосудство, семејствата на жртвите и јавноста очекуваат правда и одговорност. Да, така Александар, уште рано утрово околу 8 часот овде во судницата во Идризово, каде се одржува судењето за трагедијата во Кочани, почна да пристигнуваат роднините на жртвите, родителите, обвинителите. 10 се присутни во судница од 15 члени од обвинителски тим кој што беше најавен, адвокатите, обвинетите, дел од обвинетите беа донесени и од притвор со полициска придружба беа внесени директно во судницата. Потоа новинарските екипи, има и представници на медиуми и од странство, представници на меѓународни организации кои што го наблюдуваат и на невладини организации кои што го наблюдуваат и го следат судењето. Полека во ред се полнеше судницата до некаде пред 10 часот. Беше пополнето буквално секое место, се носеа и столчиња однадвор со оглед на тоа што во предниот дел од судницата пред стаклената ограда беа сместени обвинителите, исто така адвокатите, околу обвинетите и адвокатите, ако станува збор за 38 обвинети, уште најмалку толку адвокати, а зад параванот седеа роднините, родителите на жртвите, новинарите и представниците. Како што кажав, се до последен момент се носеа столчиња во судницата и секое слободно место беше исполнето. Овде внатре и надвор од судницата има големо полициско обезбедување. Тоа особено се забележуваше на почетокот пред да почне судењето и проверките кои што се спроведува за влез во судницата. И околу 10 часот судиката Дијана Груевска-Илиевска го отвори, го започна судењето, се представи себе си и судечкиот совет, другиот судиите поротници, пошто ги најави, како што кажа, правилата на игра, меѓу нив потенцираше дека се бара дисциплина и ред за време на судењето, но и дека нема да се толерира неоправдано одложување. Секоја медицинска документација која што ќе биде доставена, ќе биде оценувана и ќе има санкции за оние кои што сакат неоправдано неосновано да го одложуваат судењето. Исто така кажа дека ќе има почит и разбирање за тагата и болката на семејствата, дека станува збор за професионалци, тие ќе ги почитуваат правата на сите странки во постапката. И рече дека нема да се инсистира на брзина, иако ќе се овозможи непречена постапка, транспарентност од страна за време на судењето, но нема да се инсистира на брзина, затоа што со брзањето може да настанат грешки, дека не може да каже колку ќе трае овој судски процес, дали 5 месеци или пак 5 години, но дека ќе се работи на утврдување на фактичката состојба, да се дојде до правдата. Потоа беа прочитани сите присутни, сите адвокати, обвинети, оштетените и судот одлучи да ја спои постапката на она првично обвинение од 13 јуни против обвинетите, заедно со на последното обвинение за собственикот на Рубиком Александар Нацев, кој е 35-тиот обвинет всушност кој што седи денеска во судницата. Но обвинителството потоа најави дека има споено, интегрирано обвинение од двата обвинителни акти, со тоа што и прочистена листа на докази, меѓу кои покрај материјалните тука се и доказите, односно сведоците. По ова дел од адвокатите аргументира дека е потребно да има, ни бара да има одлагање на рочиштето со оглед на тоа што
како што објаснува во судницата, станува збор сега за ново обвинение, дека тие и нивните клиенти треба да го видат обвинението, особено им е битна листата на докази и на сведоци, со оглед на тоа што некои од сведоците или докази, ако сакаат да ги повлече обвинителството, тие би ги предложили или би сакале да останат во овој судски процес. И наведува повеќе аргументи зошто сметаат дека треба да биде така. Меѓу другото велат дека не се тие што иницираат или сакаат да го одолговлекуваат ова судење, туку дека за тоа има правни причини и образложение, а го вперија пристап кон обвинителството дека тоа го довело судот во ваква ситуација да се бара одлагање на денешното судење. Додека адвокатите бара одлагање, можеше да се слушне роднините, родителите на починатите, на жртвите, дека имаат реакции на ваквите барања, а еден од нив и Томчо Стојанов даде изјава за медиумите за време на паузата, па предлагам да ја слушнеме неговата изјава. Ме чуде со која свест и кое лице адвокатите на обвинетите ќе се ситат и ќе зимат крвави пари и со која гордост ги дават изјавите дека ова судско, како да речем, рочиште ќе трае 15-20 години. За нас 15 дена или 15 месеци се многу, више 8 месеци поминаа, а они од која основа и од која појдовна точка нивна со разработени нивни математики, калкулации, сега ние родителите се осеќаме изманипулирани на еден начин. Стојанов, кој е татко на Андреј Стојанов, рече дека стравува дека и овој процес ќе остане, и овој предмет, и оваа трагедија ќе остане недокрај разјаснета, недокрај расчистена во правните лавиринти, како што беа и предходните за модуларната, за Ласкарци, за Дурмо Турс, и рече дека не сака да се случи тоа, дека оттаму му доаѓа и скептицизмот од самиот старт на судењето. Во овие моменти, според моите информации внатре во судницата, судиите треба да донесат одлука по предлогот на адвокатите, дали ќе има одлагање или пак судењето ќе продолжи со воведен говор, прво на обвинителството, па потоа и на одбраната, докаде ќе оди ова. Ние остануваме тука во Идризово во судницата да го следиме судскиот процес. За крај само да подсетам дека на обвинителна клупа се седнати 35 мина обвинети и тројца представници на фирми. Меѓу обвинетите се сопственикот на Пулс, Дејан Јованов Деко, неговиот брат, неговиот син, управителите, директорите, сопствениците и обезбедувачи на обезбедувањето, исто така двајца поранешни министри за економија, поранешни директори на дирекцијата за заштита и спасување, тројцата поранешни градоначалници на Кочани, инспектори и така натаму делото за сите тешки дела против општата сигурност. Александар. Елена, ти благодарам за извештајот.